Добро утро на сите, повторно. Денеска е духов ден, 2022 година. Сакаме да зборуваме за Дела, 2 глава. Класика, нели? Духов ден, денот кога духот дојде. Всушност, едно од забуните што се случува на овој ден е затоа што денот го викаме духов ден наместо 50-ница. Ако го викаме 50-ница, малку поинаку ќе разбереа луѓето, ќе се прашаат што е тоа 50-ница, што е тоа и така натака. Вака духов ден, како што читав претходно, ќе се сетите од Нова Македонија, малку станува за некои луѓе збркано. Духов ден беше настан кој беше планиран од страна на Бог години пред да се случи. Духов ден беше нешто кое Господ го имаше предскажано и кажано дека треба да се случи барем преку слики, ако не буквално и директно, далеку пред оној ден кога ние денеска го славиме. Далеку пред Исус да дојде, да се отвори, да живее, да умре и пак да воскресне. И да вети дека ќе се случи ова што се случи. Светиот Дух не се појави прв пат на Духов ден. Светиот Дух не се појави за прв пат во тој момент заради тоа што уште во прва книга Мојсеева, во создавање, 1 глава, 2 стих, веќе читаме дека Духот Божи беше таму при создавањето. Уште од самиот почеток, кога некој каже од каде знаеме дека Бог е троедин Бог, ние викаме врати се уште од 1 Мојсеева, уште од 1 глава, од почетокот тргни и ќе видиш многу работи кои ни кажуваат дека Бог е тројство. Тоа не е целта денеска, ама се спомнува Светиот Дух уште во самиот почеток, во самото создавање. Меѓутоа, како се развиваше човекот? Како одеше црковната историја? Како одеше метанаративата на целото создавање кое не води до крајот, до оној ден што го чекаме сите да бидеме на небото? Светиот Дух се појавуваше, ама се појавуваше како Бог кој ќе му дадеше на некој една посебна задача која треба да исполни и ќе му дадеше силата за тоа да се направи. Ќе се сетите уште на самиот почеток во Излез, таму кога евреите излегоа, има еден човек кој ретко го спомнуваме, за кој се мислам некој пати можеби да проповедам, се вика Безалел. Тој беше човек кој вика Божиот Дух беше во него и тој знаеше да изработува прекрасни ствари од злато, од сребро, од скапоцени тканини кои беа во шаторот на средбата. Таму ни се вели дека целиот негов, се што имаше, сета негова како да кажам, сета мајсторија, да, фала, се што имаше, доаѓаше како дар од Светиот Дух. Така ни стои таму. Тоа е првиот момент кај што имаме дека Светиот Дух дошол на човек. Во Мојсей, во Броеви исто така читаме дека Божиот Дух дојде над него. Да му даде сила за одредена задача. Понатаму гледаме во Судиите, често пати Божиот Свети Дух знаеше да слезе врз некој воин кој требаше да заврши работа и тој беше оној што му даваше силата да работи. Во Исаја ќе читате, во Езекил, Светиот Дух слегуваше врз различни луѓе. Да се заврши одредена работа, да се исполни одредена функција, и потоа Светиот Дух си одеше од нив. Ама во Јоел, 2 глава, 28 до 32 стих, го имаме првото, ако сакаме, многу јасно едно објаснување за доаѓањето на Светиот Дух, кое мора да го сватиме во контекстот таму што се случува. Многу е интересно дека секој пат кога ќе земеме Библијата и ќе го извадиме контекстот, ќе го заборавиме и се фатиме на 1, на 2, на 3, 5 стиха, колку и да ни се драги и убави, доаѓаме до проблем на крајот или до некој ќорсокак. Ајде да видиме што пишува Јоел. Ова истото патем речено после се цитира во Дела апостолски. Апостол Петар го цитира. Видете што вели Јоел пророкот. И ете, потоа ќе излеам од мојот дух врз секое тело и синовите ваши и ќерките ваши ќе пророкуваат, старците ваши ќе сонуваат соништа и младите ваши ќе гледаат виденија. А и врз слугите и слугинките во оние денови ќе излеам од мојот дух и ќе покажам знаци на небото и на земјата, крв, оган и столбови од дим. Сонцето ќе се преобрати во темнина, месечината во крв, пред да настапи денот Господов великиот и страшниот. Тогаш секој што ќе го призовува името Господова ќе се спаси, бидејќи на гората Сион и во Ерусалим ќе има спасение, како што вели Господ, а меѓу преживеаните ќе бидат оние што ќе ги повика Господ. Ова е многу интересен текст, бидејќи сите сакаат да го земат само првиот дел од текстот. Ќе се излее Божиот Свети Дух врз сите, врз мене, врз тебе и така натам. Ако погледнете, целиот текст зборува за суд, за страшниот Божи ден кој ќе дојде. Излевањето на Светиот Дух и судот Божи се нераздвоиви. Не можеме да кажеме едното без другото ќе помине. Не можеме да го издвоиме само благословот без оно што ќе се случи ако ние не го прифатиме благословот. Или без да можеме да го добиеме тој благослов. Многу интересен, многу в текст. Овој текст заслужува многу повеќе време да му посветиме, ама само малку кратко сакам да го фатим. Денеска, бидејќи нели зборуваме за 50-ница.
Во контекстот во кој се случува е, во Јоел ни зборува дека во целиот Израел има наезда на скакулци. Не знам, јас еднаш во животот видов таму во Струмичко, на гранка, еден куп скакулци како јадат нешто. Значи, ќе дојдат, ќе го изедат и веќе го нема. Имаше наезда на скакулци, доаѓаат милиони, милиарди, не знам колку дошле. Ја исчистиле земјата. Не останало ништо зелено, се уништено. Како резултат на тоа стоката нема паша. Овците, говедата, кравите немаат што да јадат, значи се случува смрт, умираат. Уште полошо, вика има суша. Значи од лошо, полошо, па ептен лошо. Нема престан, нема момент да здивне Израел во сета таа работа и тогаш на сите тие маки, на сите тие страдања тука што се случуваат на целиот Израел, Бог во Јоел 2.12 вика, ама пак и сега вели Господ, вратете се кај мене од се срце, со плач, со пост, со ридање, со плачење. Вчера бев на погреб и верувајте ми, не е добро кога луѓе плачат, кога ридаат, кога немаат утех. Вратете се, вика, кај мене, вели Господ, на овај начин. И ова го поврзува. Направете го тоа, вратете се, ќе ви се поврати сето ова што го изгубивте. Што станавте гладни, голи, боси, на смрт дојдовте. До умирачка сте, готови сте. Нема кај да одите. Интересна е таа врска, што Јоел ја прави помеѓу земјоделско, помеѓу телесно изобилство, ако смеам да кажам, и духовното обновување. Ја прави таа врска, бидејќи стварно вреди и ја има тука. Зошто? Вика исто како што овој збор изгледа тука во Јоел 2.28 и во Евреите 3.11, слушаш буквално значи ќе истурам дошто. Тоа е идејата на излевањето. Ќе истурам нешто врз сите вас што ќе биде за благослов. Кога имате суша, дождот е огромна радост. Огромна радост. Така што тоа е она за кое овде Јоел сака да зборува. Тука. Нешто ќе има исцеление. И затоа тој контекст на пророштвото од 2.15 вика, затрубете со труба на Сион, наредете пост, објавете свечен собир. Ова е многу интересно. Дека тука се мешаат две работи. Ако го читате Стариот Завет претходно, празникот, Педесетница, беше празник на првите плодови. Празникот Педесетница беше време на радост, на славење, на среќа, на собирање на луѓето заедно и славејќи види Господ што направи, на донесување на првите плодови пред Господ. А Јоел вика тука, овај дух, ова Педесетница, наредете пост. Наредете пост. Треба да се случи покаяние. Немате ништо, не можете да славите. Сеќавате има еден таков псалм порано кога евреите одат во робство и кога тие што ги носат во робство, кога стојат покрај реките на Вавилон и вика, нашите вели таму што ни беа поробители, ни вика, ајде пеете ни песна сионска, пеете песна радосна. А вика, како да пееме песна радосна кога сме во туѓа земја, кога сме ние уствари робови? Јас сум сигурен дека израелците кога го слушнаа ова што го вика Јоел, вика, како ние ќе славиме Педесетница? Празник на радост кога ние немаме што да принесеме пред Господ. И затоа Јоел не вика славете празник. Јоел вика плачете, страдајте, пост објавете. За да има едно покаяние. Да има едно покаяние. Има врска помеѓу Пасхата и Педесетницата. За време на Пасхата, ќе се сетите, тоа го зборувавме за Великден, сега да не се враќаме таму. Ама идејата на Пасхата беше дека жртва невина мора да умре за некој да не умре наместо неа. Значи јагнето умираше заради секој оне кој ќе го принесеше како жртва. Тоа беше крвната жртва. Ќе ги намачкаа до вратниците и врвот на вратата и вика ангелот кој ќе види, ќе замине. И тоа буквално се сеќавате во текстот пишуваше истребителот кој ќе помине, ќе ве одмине и нема да го убие. Нема да го убие првородениот во куќата. Страшна работа. Ама после тоа, кога евреите веќе излегоа, понатаму Педесетницата беше воспоставена како празник кога ќе се донесат првите житни плодови пред Господа. Кој се каже Господи, фала ти за жетвата. Кога ќе се дојде, кога ќе се седне, за да може да се радуваат сите. Заедно тука на купче. Исто како жртвата на Исус Христос на Пасха беше жртва да ги ослободи сите луѓе, а потоа духовден беше првината, првите плодови, она што беше принесено пред Господа. За слава на Бога, на исполнување на тоа пророштво. Сега,
Многу интересно во Новиот Завет, кога се случи ова што го читавме во Дела 2 глава, може слободно си го отворите текстот таму од 1 до 13 стихот, ќе се враќаме често. Во втора глава, во 12 стих, прашањето што си го постави луѓето беше што значи ова? Што се случи? Многу важно прашање и за нас денеска. Што се случи? И ова прашање, пак ја речам, до ден денеска на разни начини го вртиме, го одговараме, го дискутираме. И некои ќе речат, што значи духовден? Духовден значи дека се тоа што се случи во тоа време треба да ни се случи и нас денеска. Ако е тоа вистина, тогаш денеска преку мојата проповед, а верувам дека е боговдахновена, би требало да се обратат барем 3000 луѓе. Амен. Амен. Јас сакам да се обратат барем 3000 луѓе, ама не ме слушаат 3000 луѓе сега. И не само јас, има еден куп луѓе кои денеска зборуваат исто така. И да, и сите сакаме да се спасат луѓе. Ние би сакале Скопје да се смени, не Скопје, Македонија, целиот свет. Ама знаеме дека Бог вика кој ќе се спаси и кога ќе дојде таа работа. Наше е да си го навршиме нашиот дел. Ние сите викаме колку ќе беше лесно да отидеш во туѓа земја, да го знаеш јазикот и да зборуваш на него. Да. Ама Господ до ден денеска е наредил едно чудо школи за јазика, што треба некој да го научи, за да може да го проповеда словото. Но во секој случај, тоа што се случи беше нешто кое се случи за прв пат. И затоа сите беа збркани и рекоа, што е ова работа? Ајде да видиме на каде ќе излезе ова чудо. Што всушност се случи? И првото прашање е што слуша луѓето. Основното прашање е на кој јазик зборува. Има една промена која дојде кај нас заради неколку англиски зборови, кога некои теолози се играат со англиски преводи, дали ќе биде на King James или Новата Библија, тоа нема тој дел да зборуваме. Меѓутоа, ако го погледнете грчкиот текст, слободно, може да го најдете на било каде, ќе прочитате дека зборуваа на јазик кој го разбира луѓето од таа страна. И ајде да не се играме дека луѓето добијат дар на толкување на нешто, бидејќи дарот на толкување им се дава само на оние кои имаат Божиот Свети Дух во себе, според 1 Коринќаните 12 до 14 глава. Значи луѓето не можеа да слушаат јас да зборувам на шпански, а они англичани го разбираат на англиски, па имаат дар на толкување. Или во крајна сметка, ајде да се вратиме на што вика, тој зборува на непознат јазик на англиски, а луѓето слушаат на сите други јазици. Тогаш луѓето што слушаат би го имале дарот на толкување, за кој зборуваат Коринќаните 12 до 14 глава, а таму вика дека на секој кој го има Светиот Дух во себе, му се дава тој дар. Овие го нема. Овие тек прв пат слушнаа за таа работа. И гледате кој јазик ги спомнува тука сите, кој ги спомна. Овде. Вика Парти, Мидјани, Еламити, Месопотамија, Јудеја, Кападокија, Понт, Азија, Фригија, Памфилија, Египет, Критени и Арапи. Ако земете да го гледате на мапата на Израел, ќе погледнете дека всушност начинот на кој Божиот Свети Дух ги натерал апостолите да го запишат, Лука да го запише ова всушност, он почнува од исток на земјата и вака ја обиколува целата земја и вика сите овие народи што живеат околу Израел, од сите овие народи луѓето што дојдат тука во Израел, го слушаат словото на свој јазик. И луѓето се збркаа. Повторно, заради една причина која се сеќавате што викаа овие силните евреи, учителите на законот, книжниците, фарисеи, кои се овие неписмени што сакаат да зборуваат за Бог? Апостолите, нали се сеќавате го вика, кои се? А не беа неписмени. Далеко од неписмени. Јован е далеко од неписмен. Јован користи грчки филозофски термини за да го почне својата евангелија, да не се лажеме. Во секој случај, ова беше шок. И за да го разбереме ова, ќе се вратиме малку назад во Дела, 1 глава, 4 до 8 стих, каде што Господ, Исус, им вели вака, кога ги собра, тоа зборуваме за Исус, нели, тој им заповеда. Не се оддалечувате од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од доцнатот што сте го слушале од мене. Јован крштаваше со вода, а вие не по многу дни од денес ќе бидете крстени со Светиот Дух. А тие кои беа собрани го прашаа велики, во ова време ли ќе го востановиш Господи царството Израелово? А тој им одговори, не е ваше да ги знаете времињата или часот што Отецот ги поставил во своја власт, но ќе примите сила од Светиот Дух кој ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија и се до крајот на земјата. Многува работа, да. Ова беше причината за целото евангелско движење. Ова беше причината зошто луѓе ги положуваат своите животи на секаде по светот со векови од тој момент наваму. И целта беше што? Да се пренесе евангелието. Ама зошто? Да бидеме сведоци за Господа. Не да бидеме сведоци за себе или за тоа што ние можеме да го направиме.
Славата за се што ќе се случи, требаше да отиде и да биде строго и исклучиво на Господа. Да, во Јован 20 глава, 22 стих, они во известна смисла ја гледаат моќта на Божиот Свети Дух. Све е тоа окей. Ама тие да бидат, да ја добијат моќта, тие да ја добијат силата што Светиот Дух ја дава во срцето на човекот, во животот на човекот кој поверувал, ова се случи подоцна, по овој дел овде. 50-ница е интересна, бидејќи е моментот кога Бог ја опреми својата црква со силата на својот дух, за тој да биде прославен меѓу народите. Всушност, он го исполни пророштвото, 50-ница од Авакум 2.14, зашто земјата ќе се исполни со празнување за славата на Господа, онака како што водите го исполнуваат морето. Причината зошто дое Светиот Дух, освен да го запечати нашето спасение, беше да му даде слава на Господ по целата земја. И се што ќе зборуваме за Божиот Свети Дух, и се што некој сака да каже за Светиот Дух, и се што некој зборува за Светиот Дух, ако не му даде слава на Господ и не ја исполни земјата со Божјата слава, не е точно. Много едноставно. Ставаме филтер преку кој гледаме се. Бидејќи на Светиот Дух му се припишуваат многу различни работи денеска. Одете на телевизија, одете на интернет, ќе најдете мали милион работи што прави Светиот Дух. И ако малку погледнете подлабоко, ќе видите дека не е така. Далеко од тоа дека Светиот Дух ги прави некои тие ствари. Опремување на црквата со силата на Духот за да биде прославен Бог преку сите народи. Троединиот Бог да биде прославен преку сите народи. Да не се лажеме, патем и ова ќе го спомнам тука. Да ги раздвоиме Бог Синот, Бог Таткото и Бог Светиот Дух. И да кажеме сега, ние зборуваме за Светиот Дух. Кога зборуваме за Светиот Дух, зборуваме и за Бог, зборуваме и за Таткото, и за Синот. Зборуваме за троединиот Бог. Не зборуваме за модалитети. Не зборуваме во тој период зборувал еден, во тој период зборувал друг, во овој период зборува трет. Не можеме да го раздвоиме Бог. Да, функционално може би функционираат, имаат единство во разноликост. Тоа го знаеме сите. Ама зборуваме за троедин Бог, не зборуваме за распачен Бог. Бидејќи тогаш имаме веќе она за кое некој пати ги обвинуваат христијаните, многобожство. А тоа не е вистина. Имаме еден, единствен Бог. Поентата е да се исполни земјата. Поентата на 50-ница е мисија. Мисија. Не беше даден Светиот Дух останете. Туку беше кажано, кога ќе го примите, ќе излезете и ќе одите и ќе кажете. Не можеш, а да не кажеш. Ако стварно го имаш Божиот Дух, не можеш, а да не пренесеш на друг. Не може, а да не сакаш да му кажеш на некој друг. Целта на мисијата пак е целата земја да се исполни со Божјата слава. Целта на мисијата е да се исполни со Божјата слава. Сега, едно многу важно прашање, кое јас си го поставам, а некој пати ако треба ќе зборувам за тоа повеќе. Важното прашање за мене и тебе е следното. Што ќе бараме? Она што некој го викаат крштевен со Свети Дух или вод Свети Дух? Или ќе бараме Божјата слава да исполни целата земја? Ако бараме Божјата слава да исполни целата земја, приоритет ќе ни биде да се вклучиме во евангелизација. А не во барање знаци, чуда и не знам што. Господ ќе си даде се што сака да даде. Јас верувам дека Бог може да даде се што го дал и што ќе го дава понатаму. Ама не верувам дека можеме да измолиме подарок, бидејќи тоа е оксиморон. Подарокот се дава. Подарокот не се измолува. И целта на доаѓањето на Светиот Дух беше да ни даде можност целата земја да се исполни со Божјата слава. Ти и јас да бидеме оние кои пренесуваат за Бог на секаде по светот. А не чекај да ти покажам кој сум јас, чекај да ти покажам што имам јас како дар. Не е тоа поентата воопшто во овој дел. Во Библијата имаше 4 еврејски празници. Тоа беше Пасха, нели која беше на пролет, обично, празникот на бесквасни лебови, сега тој доаѓаше веднаш тука после Пасхата, 50-ница и празникот на шаторите или сениците кој беше на есен. Има уште 3 други празници, ама нема да навлегуваме тука. Ама 50-ница беше празникот на жетвата, кога евреите ми пренесуваа на Господ од својата првина. Нели тоа го спомнавме, првите плодови, првиот род и сите тие ствари тука. И овде за прв пат имаме еден многу интересен ритуал, кога за прв пат во еврејството, во јудаизмот се појавува ритуал кој се прави за Господа, во кој има квасец. Квасецот секој пати во Стариот Завет беше символ за гревот. Се сеќавате кога Израел треба да излезе, вика ќе јадете бесквасен леб на Пасха. А овде вика на 50-ница ќе принесете пред Господа 2 леба со квасец. Ова сигурно за евреите долги години беше чудно зошто е тоа така.
дека евреите разбираат две работи. Дека има евреи и има неевреи. Ние, Божиот народ и сите оние од таа страна што ги има. Безквасни овие два лева. Уште во времето на првиот пат кога ставаа жертвата, сигурно им беше зошто Господ го прави ова. Ево зошто го направи. На 50-ница, после смрт и воскресението Христово, за прв пат Бог кажа, сите сте ми исти. Нема роб, нема слободен, нема грк, нема евреј, нема машко, нема женско. Сите сме едно во Господа. И сите ќе сме едно во Господа, иако во нас се уште ќе има грев. Бидејќи никој од нас нема да биде совршен додека е на оваа земја. Да, ќе бидеме совршени ден на небото кој ќе бидеме. Да, спасени сме, новородени сме, обратени сме, чисти сме. Господ не гледа како чисти. Ама ајде да го видам тој од вас што ќе ми каже денеска, не, јас не сум направил грев последниве 2 дена. Последните 2 сати? Последните пола сат? Последните 15 минути од кога ме слушате, не почнавте да мислите на други работи, освен на Господа на богослужбата? Еден убав ден ќе бидеме без грев со Господа. Во моментот сме леп со квасец. Бог не сака, принесени сме пред Него, стоиме пред Него, Бог не прифаќа како така. А вика, ден ќе те направам чист, свет и совршен како што сум јас. И тоа е убавината на нашата вера, тука што имаме. Ова се исполни. Не сите во Израел беа верни. Не сите кои дојдоа таму беа исто така верни. Ама начинот на кој Господ го направи телото Христово е тајна. И апостол Павле вика, и за мене е тајна. И мене не ми е јасно како може Бог да земе вакви и онакви и да создаде тело кое ќе го представи пред својот син како негова совршена невеста. Не знам. Може да дискутираме, но тоа е. И затоа двете беа направени од квас. 2 лева. Иако сме ние во Христос, ние сме се уште грешници кои треба се научат да живеат со тие околу нас. Црквата. Видливата црква и онаа невидлива на која припаѓаме сите. И прашањето е, кога ќе дојдете тука во дел апостолски, зошто Лука толку време губи повторно овде да ги објаснува сите тие од кој од кај дошол? Јудеја, Кападокија, Понт, Азија и така натаму и така натаму. Зошто го прави тоа? Заради една кратка фраза во тој текст, таму што е спомната, од секој народ под небесниот свод. Во текстот ќе види. Од секој народ. Нема народ кој не може да биде евангелизиран. Знаете ли дека во моментот има една статистика од една SID Organization се вика, има една статистика која извадија пред 2 или 3 години, дека во светот постојат околу, од прилика, 6000 групи луѓе недосегнати со словото денес. Ево ќе ви кажам, една од тие групи ја имаме во Македонија. Оние што ги нарекуваме јуруците. Група луѓе кои доаѓаат од турците во минатите векови, луѓе кои зборуваат некој вид на турски јазик од прилика денеска, луѓе кои се уште го држат исламот како своја религија, ги имаме насекаде на многу места по Македонија, особено околу Штипскиот регион, околу Струмици и така натаму. Меѓу нив нема црква. Меѓу нив нема никој кој го проповеда евангелието. Оваа година за прв пат за Божики отидовме таму. Со Ангел, со Доне, бевме заедно и за прв пат зборувавме за Божики. Го молиме Господа да ни даде можност, ако имаме шанса ова лето да отидеме да правиме нешто со децата таму. Им кажеме за Господ, да чуе за евангелието. Тоа е една од повеќе групи. Блиско до Македонија, до нашата таму северозападна граница имаме Горани. Сте чуле за Горани? Никој не го носи словото помеѓу Гораните. Тоа е само во Македонија. Една мала земја од 2 милиона луѓе. Повеќе од 6000 такви групи има во светот. Бог вика, моја, твоја одговорност на секој кој има Свети Дух е да оди да им каже за Господ. 50-ница е предизвик за мене и за тебе да може да отидеме понатака. И кажеме на другите. И плюс, не е само тоа. Овде имаме една паралела на таа група народи помеѓу Постанок 10 глава и Дела 2 глава. Постанок 10 глава беше што? Вавилон. Каде што се размешаа јазиците на сите луѓе. Господ вика, за мене тоа не е проблем. Јас ќе го решам проблемот на јазикот. Да ги чуете моите заповеди, да чуете како да дојдете до мене како Спасител.
Многу важно. Целта на дарот што Господ го даде во тој момент за јазиците беше пред целиот свет да му покаже или да им покаже на крај краишта и на самите луѓе таму кои беа дека евангелијата има да се пренесе до секој народ, до секоја нација. Една голема религија денеска е исламот. Ке седнете да разговарате со некој од нив и кога ќе почнете да разговарате за Куранот, ти вика, ако не знаеш да го читаш на арапски, ти ништо не разбираш што сакал Аллах да ни каже. Нашиот Бог е поголем од тоа. Нашиот Бог вика, вистинскиот Бог е поголем од ограничен на еден јазик. Вистинскиот Бог вика, јас ќе зборувам на секој јазик. На секој јазик ќе го пренесете евангелието. Тоа е причината зашто се преведува Библијата на многу јазици. Затоа што Бог не се плаши да го пренесе своето слово на секој јазик и не вика само еден ми е избран јазик на мене. Не. Секој јазик во оваа земја насекаде. Не е само за евреите. Како што Јован зборува во Откровение 5:9, знаете, вика, ти си достоен да ја земеш книгата, да ги скршиш нејзините печати, да ја отвориш, зашто ти беше убиен и со својата крв откупи за Бог луѓе. Гледайте што вика. Од сите племиња, јазици, народи, раси. Денеска луѓето се расправаат дали Господ зборува само за етнос или за нација. За сите. Секој треба го чуе словото на својот јазик. Секој треба го чуе словото прво било како, а потоа исто така и на свој јазик. Затоа мисионерите од вековите, дали доаѓале од западниот англиски свет, затоа мисионерите кои доаѓале од германски светот што зборува германски, првото што правеле било да преведат дел од словото, да им го дадат словото, евангелието на луѓето. Да може да го чујат, да разберат и додат понатаму. Тука. Светиот Дух не е само сила. Светиот Дух е Бог. Да не си играме со него, ќе го повикаме, ќе го побараме, ќе земеме силата него ќе искористи. Не. Он е Бог. Тука нема. Јас ќе го помолам Отецот. И тој ќе ви даде друг утешител, вели Исус, за да биде со вас довека духот на вистината, кога светот не може да го прими зашто не го види, ниту го познава, а вие го познавате зашто во вас и во вас ќе биде. Нема да ве оставам сираци. Ќе дојдам кај вас. Уште малку и светот веќе нема да ме гледа, а вие ќе ме гледате. Зашто јас живеам и вие ќе живеете. Во овој ден вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене и јас сум во вас. Христос вика, ќе разберете кога тогаш дека јас сум ве запечатил, јас живеам во вас. Како резултат на тоа, ќе одите понатаму. И затоа, во Дела, 2 глава, ние гледаме дека учениците беа крстени со Светиот Дух. Во Дела 8 глава понатака ќе видите дека всушност се случи со неевреите, со самаријаните. Гледате го процес, Јудеја, Самарија, дојде, тие се излеа на исти начин како на почетокот. Во Дела 10 Духот се излеа врз неевреите. Римски стотник Корнелиј ви текнува на него. Врз него се излеа Духот тука и понатаму, кога ги почнете да читате после во целиот Нов Завет, од тој момент во Дела 10 па натаму, читате, по сите посланија, сите зборуваат дека Светиот Дух е всушност оној кој се вселува во верникот на денот на неговото обраќање и новораѓање. Во моментот кога ќе кажеш Господи, биди милостив кон мене грешниот, кога Светиот Дух се вселува и Божиот Дух заедно со мојот Дух сведочи дека сме синови и ќерки Божји. Јас имам увереноста. И тогаш го имаме Римјаните 8:9. Вие живеете не по тело, туку по дух кога? Само ако Духот Божји живее во вас. И кој нема Дух Христов, тој не е негов. Ние не зборуваме дека човек може да биде спасен без да има Дух Христов. Тогаш е многу чудно. Павле вика, ако некој нема Дух Христов, тој не е Божи. Ако јас го имам Дух, ако јас сум Божи, ако велам дека сум ако стварно сум го примил Господ, тогаш Духот Божи е во мене. И тука не мрдаме. И сакам да не мешаме крштевање со исполнување. Кој човек се обраќа, кој човек се новораѓа, го прима Божиот Свети Дух и викаме тој крст, идентификувам веќе со Господа. Исполнувањето, во Дела 1:5 вика апостолите беа крстени, ама видете што вика во 1 Коринќаните 12:13, зашто преку еден дух сме крстени сите во едно тело. Било евреи, грци, јудејци и елини вика тука, било робови или слободни, сите сме со еден дух напоени. Тоа е крштевањето. Сега исполнувањето. Нам ни е заповедано да се исполниме со Свети Дух. Што значи да се исполни човек со Свети Дух? Првото е да се испразни себе си од секој греф. Кога вака почнеме да ги гледаме работите, почнуваат да станат појасни. Прво, ако сакам да кажам дека јас сум исполнен со Свети Дух,
Тоа нема да значи дека јас манифестирам на некој начин Свети Дух. Тоа ќе значи дека јас сум се испразнен од гревот. Односно, барам од Господа да ми даде да не живеам во грев. Барам од Господа да не грешам. Барам од Господа да ми прости за она што сум го направил. Да умрам за себе си. Второто, она што го нарекуваме да оди човек по духот. Тоа значи дека да зависам од Бог на секој чекор. Викам, Господи, ако не си ти, не знам што ќе правам денеска. Тоа исполнување со дух. Боже, овој ден ти го давам тебе. Помагај во се што ќе правим. Иначе не исполнување со Свети Дух, јас, Боже, дај ми денес да направам големо дело. Ќе ти дадам. Ама научи да одиш. Боже, дај ми да одам во твојата таква. И нешто многу важно апостол Павле вика, исполнување со дух е Божјото слово Богата да се всели во вас. Да растеме во познавањето на словото, да растеме во зошто? Оти во моментот кога ќе ни дое тесно, во моментот кога ќе заглавиме во некој проблем во животот. Нас ни треба чврстата карпа на Евангелието да се потпреме на неа. Господ да не подсети на некој на стихот, да не подсети на пораката од Библијата, да не подсети на тоа што негде сме го прочитале во словото, да кажеш, Боже, фала ти што ме охрабри и утеши од тоа. И ја знаете дека таму пишува на едно место кога ќе ве носат, вика пред старешини, кога ќе ве носат пред властите, не се плашете што ќе каже. Зошто? Вика Божиот Свети Дух ќе ве подсети. Не вика ќе ве научи, вика ќе ве подсети. Ќе се научиш предходно, да се подсетиш. Свети Дух не работи во вакуум. Бог не работи во вакуум. Јас немам поима што е, ама ќе ми текне во еден момент. Секој од нас кој застанува да зборува, седнува да го чита словото и да се спрема. Да научи прво за себе, па да го даде на друг. Кога ние сведочиме, ние викаме, ние ви пренесуваме нешто на вас, што мене ми се случило, што јас знам дека е вистина, што јас сум го почувствувал, па ви го давам вас понатака. Интересно е тука што се случи. Малку да се вратиме на втората глава. Првото беше еден силен звук на силен ветер што ја исполни куќата. Потоа вика имаше видливи јазици оган и тогаш веќе зборува на јазици на кои не зборува предходно. И интересно е ова излевањето на силен ветер. Бидејќи тука не вика дека куќата ќе паднеше, луѓето ги разнесоа. Вика слушна страшен звук на ветер, што немаше човек што не го слушна. Звукот на силен ветер интересно е дека е слика на невидлива сила. Ние ветрот не го гледаме, ама кога ќе дувне многу добро знаеме што се случува. Силен ветер знаеме како тоа го прави. Интересно е дека на еврејски и на грчки зборот за ветер и дух се исти. И ако се сетите на една проповед од Никола пред некое време од Езекил 37, духот е оној што даваше сила. Духот беше оној што дувна, вика таму, и на сувите коски им даде живот. Што ги врати назад во живот. И затоа Исус во Јован 3, кога му зборува на Никодим, ке се сетите, му збори, духот, вика, ветрот дува наму натаму, не знаеш како оди. Така Исус духот Божи. Првите ученици требаше да се сетат на сето ова. На духот, да кажат, еве зошто ветер. Знаеш како ги врзавме овие работи, ке рече. Втората беа видливи јазици на оган. Ама јазикот е секој пат, и огнот е секој пат и символ на Божјото свето присуство. Кај да било во Библијата, кога Божјото свето присуство се појавува, има оган. Дали беше огнениот столб што ги водеше, ќе се сетите? Дали беше огнот што ја уништи жртвата кога беше Илија? Дали беше оган што изгоруваше? Дали Бог ја вика оган што изгорува, што чисти, што прочистува? Дали е оган како јазик што застанал над секој? Тоа беше символ на Божјото свето присуство. Ама исто така, огнот треба да покаже светлост, треба да покаже топлина. Господ не сака луѓе кои го кријат светлото. Матеј 5:17, сеќавате, така треба да свети вашето светло пред луѓето, за тие што да ги видат вашите добри дела и што да направат, да кажат добар човек, не, да го прослават вашиот татко на небото. Духот е врел, вика огнот е топол, огнот е врел, нема студен огнен. Кога пламти оган, нема студен пламен. Откровение ни зборува дека не смееме да бидеме ни такви, ни млаки, ни топли. Треба да бидеме врели. Ние треба да бидеме како што е исти и Бог тука. Како што исто така Павле подоцна зборува дека силата Божја за спасение е на секој кој верува во Римјаните 1:16. Тоа е причината, верувам, што се појави како јазик. Затоа што верата доаѓа од што? Од слушање, а слушањето доаѓа од Словото Божјо. Некој треба да го каже, да го пренесе.
Баталите го ќе сведочам со мојот живот и уста нема да отворам. Не. Мора да отвориш уста да кажеш за Господ. Ке се сретнеш со комшијата, каде одиш од Сабајле? Го кажеш, одам на црква. Како денеска, нашто не се случи. Кај се тргне? На црква. А не кај се тргне? Ето тука. И тоа е сведоштво. И си кажете, одиме понатаму. Низ целата историја, Светиот Дух се движал како нешто што не го гледаат луѓето, ама неговата сила може да почувствуваат. Зборување на туѓи јазици беше третото нешто. Сведоштво за сите народи. Сведоштво за што? За големите дела Божии. И пак сакам да ве вратам на тоа. Целта на навестувањето на Евангелието е да се прослави Бог. Се што правиме е за Божија слава, не за наша слава. Повторно, ќе ве вратам на Откровение 5 глава, нема да ја зборуваме. Таму Јован зборува дека од секој народ, од секој племе, од секој јазик, вика, има луѓе кои го обожуваат Господа. Со зборови. Од секој народ, од секој јазик, сите се тука. Кој јазик ќе го зборуваме на небото, еднаш некој ме праша, немам појма. Ама знам дека ќе биде јазик во кој сите ќе уживаме и знам дека сите ќе уживаме, а Господ најмногу. Тоа што ќе се радува на неговите чеда кои го послушале, кои се заедно со него таму. Тоа е фактот, тоа е вистината за која ни се зборува тука. И на крај краишта сакам уште нешто да спомнам. Не сите одговорија позитивно. Тоа за крај. Вие може да имате најголемо чудо, вие може да имате совршено чудо. Да воскреснете мртовец. Исус го воскресна Лазар, се сеќавате? Сите беа собрани. Го воскресна, излезе, која беше реакцијата на некои луѓе? Ајде да го утепаме, ајде да го убиеме. Па не само да го убиеме Христос, него да го убиеме и Лазар. Зошто? Немој случајно он да шета наоколу да кажува, гледате мене Господ што ми направи. Така реагира народот. Не секој пат реагира добро на радосна вест. Вие ќе му кажете радосна вест, он вика супер, ама. Жална врба. Стално да се најде нешто што не чини, нешто што не е во ред да се најде. Во дела апостолски не читаме само за 3000 луѓе што се обратија. Туку читаме за апостоли кои јадеа ќотек. Читаме за апостоли кои беа затварени. Читаме за апостоли на кои беше забранувано да го проповедаат Евангелието Господа. Ама читаме и за луѓе кои вика, тоа е ваше право, ама ние мораме да го слушаме Господ, а не луѓето. Тоа беше нивната реакција, тоа беше начинот на кој они го направија тоа. Во Филипјаните 2:9 до 11 читаме за триумфот Божи. Вика, затоа и Бог го превозвиши и му даде име што е над секое името, во името на Исус да се поклони секое колено, на се што е небесно, земно и подземно и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ. Зошто? За слава на Бог Отецот. Ние исповедаме дека Христос е Господ за слава на Бог Отецот. Не за наша слава, да име кој сум јас. Да не се лажеме за таа работа, да си застанеме тука. Сега, по мојот обичај, 4 прашања на крај. Секој за себе сакам да ги одговори. Првото прашање, дали имаат фокус на Бог во сите работи во животот? Многу важно прашање. Дали е мојот фокус на Христос или е како Петар, ќе тргнам по Христос, па леле колку бранови, па ќе потонам. Духов ден, 50-ница треба не подсети нова дека мојот фокус треба да е на Господ. Втората работа. Дали мојата недлабока желба е сите народи да го прослават Бог преку Евангелието? Знаете што значи ова? Ова значи дека секој од нас треба да се вклучи во евангелизација, во кажување на другите за силата и славата Господа. Секој од нас треба да го направи тоа. На ваков, на онаков, на трети начин. Ама јас не сум полновремено вработен во служба. Така е. Јас не сум полновремено вработен пастор. Ама тоа значи секогаш кога имам шанса да зборувам за Господ, ќе зборувам за Него, а не за фудбал. Оти ќе ми биде поважен од колку другото. Тоа е втората работа. Многу важно. Дали ден секој ден зависам од Светиот Дух? Дали е поентата, нешто мене ми се случи пред 20 години. Знаете како ќе знаете дали ова вистина? Кога ќе седнеме да се видиме некој ден, да седнеме да пиеме кафе јас и ти, кога некој ќе каже, да видиш Господ што направи минатата недела. И тогаш знаеш дека Божиот Свети Дух те водел да си правил нешто. Или ако сите мои примери се од пред 45 години, нешто не е во ред. Да видиш Господ како работеше во наше време. Моето време било денес да видам, вчера да видам.
Да се надам, утре од тоа ќе биде. Секој ден да зависим од Светиот Дух. Кога ќе станам сабелја да кажем, Господи, ако не си ти, јас не знам гленов како ќе поминам. Помаги. Тоа е. И последното, дали имам желба да сведочам за Христос секој ден пред оние кои умираат. Секој погреб, ако сакате, секоја задушница, не подсетва на тоа дека има луѓе кои умреле и кои никогаш не слушнале за спасителното дело на Христос. И кога ќе се соберат луѓе на погреб, сите се сеќаваат на својата смртност и потоа забораваат на неја. Не е нашата цел да бидеме морбидни, да шетаме наоколу, да ги подсетуваме на луѓето, еј, сети се оти ќе умреш, нели она мементо мори, латинското. Не е тоа целта. Ма целта ни е да кажеме, еј, сети се, оти може да имаш вечен живот. Како? Ево ќе ти кажам како. Не заради мене, заради Словото. И тоа, всушност, треба да биде значењето на Духов да ни за мене и за тебе. Амин. Ајде ќе се молиме и ќе завршиме.